Секогаш со задоволство и ми е особено драго кога зборуваме околу традицијата, носиите, песните, ората и игрите. И навистина, македонскиот фолклор изобилува со голем број на посебности и различности кога станува збор за националните репрезенти или пак сето она што е одбележје на македонска традиционална носија, песна, ора, игри и што уште не. Денеска во продолжение на мое задоволство ќе зборуваме околу еден фантастичен годишен концерт кој треба да се одржи многу наскоро, односно на 2 април, а во организација на Ансамблот Македонија. Во продолжение, токму на оваа тема, зборувам со Стојанче Костов, етнокореолог. Стојанче, добар ден, добре дојде. Благодариме на поканата. И заедно со нас е и Тијана Јаневска, член на Ансамблот Македонија и студент на етнокореологија на Музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Добре ни дојде. Добро ве најдовме. Стојанче, ќе започнеме со тебе, односно со вас како етнокореолог, па би сакале малку да им представиме и на гледачите за каков годишен концерт се работи, после колку време и што ќе биде се на репертоарот. Така, за годишниот концерт може паралелно да зборуваме заедно со мојата колешка. Значи, како што споменавте, Ансамблот Македонија на 2 април во понеделник ќе има годишен концерт кој што ќе се одржи во Македонскиот народен театар во новиот објект со почеток од 20 часот. На овој концерт ќе презентираме секогаш, значи се трудиме да бидеме интересни, да понудиме нови содржини, така што на овој концерт ќе имаме две нови сценски адаптации кои што изминатиот период се работеа во Ансамблот Македонија. Па така ќе го почнеме концертот со една сценска адаптација која што се нарекува Дренок. Тоа е во суштина... Што е тоа што представува? Тоа Дренок е во суштина едно село кое што е во етничкиот предел Голобрдо, меѓутоа ова село Дренок се наоѓа единствено село кое што се наоѓа од оваа страна на границата со Албанија, инаку другите села припаѓаат на влегуваат во тој етнички предел Голобрдо, што гравитираат кон Албанија. Сега идејата е особено на нашиот менаџер и професорот Владимир Јаневски, ова сценска адаптација токму да го носи името Дренок и така да го почнеме нашиот годишен концерт. Понатаму имаме неколку сценски адаптации кои што веќе сме ги презентирале и имаме исто така една новина, сценска адаптација од етничкиот предел Железник, но сега ќе ја пуштам колешката моја да се надоврзи. Ајде, Тијана, деталите. Да, потоа, после Дренок, како што кажа колегата, одиме со некои сценски адаптации кои што веќе се познати на публиката, како што е Орото Тешкото, кој што за прв пат и во ансамблот, но и во Македонија ќе се изведува на мијачки тапани, кои што ги изработува нашиот драг колега Христијан Николовски. Тие мијачки тапани се направени по специјални димензии кои што се земени од теренски истражувања, наши истражувања и исто така од Музеот на Македонија. Тие тапани за прв пат ќе може нашата публика, македонската публика да ги види на сцена како дел од репертоарот. Ќе имаме друштвени игри, ќе прикажуваме друштвени игри гачки кои што се од етничкиот предел Порече. Таму тие се женски игри, каде друштвени се играат на третиот ден од Великден. И исто така во оваа сценска адаптација ќе прикажеме и дел од магиските дејства и гатањата, кое што ќе биде интересно за нашата публика. Само ќе ве прекинам, ова што го гледаме, што е? Тоа што го гледаме е настап на Ансамблот Македонија за Каде? Во манастирот Јован Бигорски, за време на Бадник, на службата за Бадник, оваа година, во 2018 година. Така, и тука мора да напоменеме дека уште од пред една година Ансамблот Македонија соработува со манастирот Свети Јован Бигорски
и тука мораме да упатиме една голема благодарност до архимандритот Партени, кој што неизмерно не поддржува во нашата работа и мора да напоменеме дека во изминатиот период работиме на неколку проекти кои што се врзани за црковното пеење, за презентација на црковното пеење, така што сме доста активни и уште еднаш му благодариме на отец Партени што неизмерно ни помага и секогаш кога можеме одиме да го посетиме манастирот и да изведеме некоја убава црковна византиска песна. Кои се основните карактеристики на ансамблот Македонија? По што тој се разликува од останатите? Која е целта, а и впрочем и мисијата на овој ансамбл? Вака, ансамблот Македонија е формиран во 2012 година и основната цел на ансамблот Македонија е да во него да членуваат студенти од катедрата за етнокорологија при Музичката академија на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, како и на ученици од насоката за традиционална музика и игра при Државно музичко-балетскиот училишен центар Илија Николовски Луј. Значи се прави една синтеза на овие две катедри и најдобриот кадар од овие две катедри членува во ансамблот Македонија. Инаку спомнавте која е целта. Ние секогаш се трудиме да бидеме автентични, се трудиме да и понудиме нешто ново на публиката, меѓутоа тоа да не биде истото стилизирано, да не биде премногу обработено и да не биде сквернавено како што голем дел од аматерските ансамбли го прават поради непознавање и поради не стручна едукација во однос на секој сегмент од традиционалната култура. Така што нас ни е многу важно да ги вклопиме четирите елементи, тоа се народната носија, народните инструменти, народното пеење и народните ора. Сите овие четири сегменти кои екзистираат кај нас во ансамблот и се трудиме да не ја нарушиме таа автентичност и секогаш да бидеме оригинални, да се држиме до она што го истражуваме од теренските истражувања. Сега има различни видови на носи, на облека, на песни, ора, игри, начини на однесување, не знам, представување пред публика. Обично од кои краишта на Македонија можеби е фокусирана и облеката, гардеробата, начинот на презентација, интерпретација и така натаму? Па во однос на народната носија, ние поседуваме, ансамблот Македонија поседува носи од повеќе од 40 етнички предели кои што се во Македонија, со тоа што опфаќаме сите делови од Македонија, како што е горновардарската етнографска целина или северниот дел од Македонија, деварско-реканската етнографска целина, тоа е западниот дел од Македонија, јужно-македонската, каде што дел од носиите се од предели кои што се денеска на територија на Македонија, дел се од егејскиот дел на Македонија, денешна Република Грција. Од Пиринска имате? Не, од Пиринска Македонија се уште немаме, но се во тек на изработка. Имаме од Источна Македонија, кои што се на територија на Македонија. Имаме исто од Средновардарска Македонија, од Брсјачката етнографска целина. Во однос на исто така на носиите и на традицијата која што ансамблот Македонија презентира, освен македонската традиција, ние презентираме и традиција на македонците муслимани, односно на исламизираното македонско население и на влашкото население исто така кое што живее во Македонија, како што се власите карагуни или мегленските власи, исто така на турското население, како што се турци и јуруци. Јас само би ги поканил и гледачите. Так. Почитувани, ве очекуваме да ни се јавите во текот на разговорот. За некој од вас имаме и по некој подарок. Двајца од вас ќе си добијат и по едно вакво фантастично CD од ансамблот Македонија. Што се има на овие две CD-ња, Стојанче? Ова се наши изминати годишни концерти. Значи, првото CD е на Аскер ке одам, кој што е со тематика повеќе тука се застапени народните ора и песни од Јужна Македонија, како и се презентира начинот на одење на војска во 19-тиот и крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Токму затоа се нарекува Наскер ке одам. А наредниот концерт е
Махмуд се готви и тој е посветен комплетно на традиционалната култура на македонците муслимани од цела Македонија. Добро. Значи, очекуваме некој да ни се јави, а може накратко додека очекуваме и јас кажа 2 април, да подобјасниме локација, време, имаме ли некој билет? Така, ексклузивно вашите гледачи ќе може да се јават и да добијат 2 билети. Инаку да напоменам дека билетите се бесплатни и дека поради големиот интерес за жал можеме да понудиме само 2 билети, затоа што веќе голем дел од билетите се во оптек, се веќе раздадени и очекуваме салата да биде полна. Инаку времето е на одржување 20 часот на 4 април во понеделник во Македонскиот народен театар во новиот објект. И да напоменам само за картите, оној гледач кој што ќе се јави, картите ќе може да ги подигне денеска во 19:30 часот во Музеот на македонската борба, затоа што таму ни се одвиваат пробите и ќе може да дојдат да проследат дел од пробите и да си ги подигнат билетите. Еве имаме веќе некој на линија. Добар ден. Ало, добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Се јавувам во врска со подароците што ги презентиравте сега на програмата. Добро, господино, ќе стигнеме и до подароците. Како сте денеска? Кој ни се јавува? Добро, јас се изненадив зашто наеднаш ме вклучија само што се јавив. Што би чекале? Да, ги поздравувам гостите и им честитам на трудот голем, затоа што опсегот што го спомнуваше вашата гостинка е навистина голем. Опфатени се повеќе култури кои со векови живеат заедно на овие простори и заедно и со носиите, нели, се опатени во секој аспект од нивниот живот. Така што им честитам на трудот и ете затоа би сакала да имам дел од нивните остварувања. За жал на концертот баш на тој датум имам друга обврска. Добро, кој ни се јавува, може име и презиме? Да, Џангил Шабан. Добро, супер, многу ми е мило што се слушнавме денеска. Вие добивате, може и да си одберете. Сакате на Аскер ќе одам или полека, или Махмуд се готви? Махмуд се готви. Добро, готово. Јас всушност и двете би сакала, ама не може. Многу да не дојде. Да. Махмуд се готви за вас. Поздрав, имајте убав ден и останете Исто така и со вие, нас да ги слушаме и понатаму Стојанче и Тејана. Имаме ли друг гледач? Ако имаме да го вклучиме веднаш, да не губиме време. Добар ден. Добар ден. Убав ден, кој е со нас? Лазо од Скопје, оставив податоци во режија. Добро, како сте денеска? Големи честитки и штипскиот, да речам, фолклорен огранок, ја ми се чини еднаков на и на танец, можеби и по-модерен е, затоа што многу емисии, многу живи концерти гледам, нивните веќе завршени ученици, студенти, прават такви овие низ цела Македонија, да речам, со инструменти, со сите нишани, така да кажам. Просто жива историја, дали е Крушево, дали е Бигорски, дали е Кратово, Скопје. Така да им посакувам повеќе. Не знам дали имат експозитура во Скопје, имам некоја носија стара да им ја подарам, оригинална, за да може да си прават еве, добра можност, сега не знам, ти ни кажа дали... Ја помајка сум штипјанец, ама во штип веќе не одам, јас сум возрасен. Господин Лазо? Да. На Аскер ќе одите или сакате билети? На Аскер ќе одам, морам да одам пак у Аскер, а да бидам искрен, сакав другата, да ни кажете и како е. На пријатели, овие торбеши таму од Западна Македонија, муслимани македонци, ама ете си ја зема господјата, господјицата. Да, отиде Махмуд, сега остана Аскерот за вас, сега Аскер. Ептен. Господин Лазо, благодарам за јавувањето. Поздрав, да напоменам само двете цедења и за претходната гледачка и за вас си ги подигнувате од просториите на
оваа телевизиска куќа. Ние одиме натаму, имаме ли уште еден гледач за билети? Ако имаме да го вклучиме веднаш, ако не да си продолжиме со разговорот. Имаме ли? Немаме. Добро, додека сме во очекување. Ајде да му одговориме на Лазо за околу носијата штипска. Вака, ќе може да исконтактираме после емисијава и да видиме за каква носија се работи и ќе стапиме во контакт. Да се види на увид, Да, претпоставувам. нормално мора да се види тоа дали е оригинал, дали е копија, колкава е вредноста на носијата и секако дека сме отворени нормално за секаква соработка. Тијана, како да сте сами, како да не е Стојанче тука? Вие сте член на ансамблот Македонија. Студент сте на етнокореологија, така? Така, да. Етнокореологија. Како е, што значи да се биде дел од ансамблот Македонија? Сте биле член во некој друг ансамбл? Да, сум била член во ансамблот за народни песни и игри Орце Николов. Како е да се биде во Македонија? Пошто еве според вас лично како член на ансамблот, ете, девојка која настапувала, онаму каде што одел ансамблот, што значи да се биде дел од една ваква институција, можеме слободно да ја наречеме? Честа е многу голема да се биде дел од овој ансамбл, затоа што тој е единствен во Македонија, кој што ја изведува традицијата, македонската традиција на автентичен начин, односно онаква каква што била порано, без кореографски решенија. Чувството на сцена е преубаво, сите уметници знаеме и да играме, и да пееме, и да свириме. Запознаени сме со сите области од традицијата. Можам да кажам дека честа е најголема за облекување на носиите. Тоа се ретко македонско богатство кое што веќе не може ни да се најде на нашата територија. Чувството е преубаво, публиката е заинтересирана секогаш за нашите концерти, за нашите настапи, па поради тоа, бидејќи не сме во можност да за овој концерт да им дадеме билети на сите кои што сакаат да присуствуваат, нашата цел е понатаму да се изведе овој концерт уште еднаш, има повторна изведба и исто така Со истата програма. Со истата програма и исто така имаме мисија која да го изведеме во повеќе градови, како што е Штип и Битола. Супер, баш интересно. Ајде имаме гледач на линија да го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Убав ден, кој е со нас? Па го оставив името Здравко Ламбески од Охрид. Добро, господин Здравко, како сте денеска? Па релативно добро. Што да ви кажам, а? Релативно добро, а не толку добро поради ова што ни се случува во Македонија сите овие 30 години. Сега, ако ја фатиме од почетокот до сега, ќе ни требаат уште 30 да ги разјасниме работите. Ансамбл Македонија, ќе одите ли? Не, јас се јавив само да им кажаме на големо браво и на голема благодарност за чувување на македонството, на автентичноста македонска, зашто такви луѓе се ретки во Македонија, ние не знаеме да си го чуваме своето, а толку е потребно, толку е убаво, толку е богато, толку е старо и чудно што сами ние, онај што го реков претходно, што ме прашавте како се осеќам, ние сами се обезличуваме не чувајќи го своето. Па како велат, човек што не си ја негува или не си ја познава историјата или минатото, каква иднина ќе има? Не отиде веројатно Здравко. Ние ќе одиме со следниот гледач, но супер мило ми е што се јавивте и што ете и на ваш карактеристичен начин дадовте еден придонес во овој разговор и за потекнување околу традицијата и начините на одбележување. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ако може да се вклучиме, да. Ало? Добар ден. Реков ќе ме вклучат во програмата. Еве да, конечно ве вклучија. Како сте денеска? Добро, вие? Одлично, еве. Ако не следите, зборуваме околу ансамблот Македонија. Да, го следиме. Да. Имате ли прашање? Ајде, Тијана и Стојанче ве чекаат. Па има прашање. Ајде. Прашам, која беше инспирацијата за селото Дренок да се вклучи во концертот?
Па ви Само да благодарам. прашам, ајде пред да одговори. Дали би оделе на концертот? Да, сега со за тоа се јавам. Добро. Од Стојанче ќе ги слушнете инструкциите како да си ги подигнете уште наш билетите, а тие ќе ви даде одговор на вашето прашање. Ви благодарам. Вака, значи вечерва од 19:30 може да дојдете во Музеот на македонската борба и таму ќе си ги подигнете вашите билети за престојниот концерт. Супер, Тијана. Ви благодарам многу за прашањето. Ова Дренок е село кое што е единствено кое што се наоѓа на територија на Македонија од етничкиот предел Голобрдо и можеме да кажеме дека е послабо достапна таа традиција. Не е доволно прикажана, нашата публика не е доволно запознаена со нивната традиција, има една уникатна посебна носија која што е преубава за гледачите, преубава за на сцена и тоа беше една инспирација да го оживееме тоа село и да го доближиме неговата традиција, да ја доближиме до нашите гледачи. Супер, Стојанче, ќе привршуваме. Нешто да не пропуштивме? Мислам дека не. Па не, Ги дадовме основните генерали. Основните генерали ги кажавме, да, само накратко да напоменеме дека ансамблот Македонија има голем број активности, голем број на соработки. Тука, еве го споменавме неколку пати Музеот на македонската борба, тука да искажеме благодарност до директорот на Музеот на македонската борба, затоа што скоро од нашето постоење функционираме заедно со нив и со најразлични проекти. Исто така да споменам дека во изминатиот период, во месец март имавме една фантастична изложба која што беше во Сити Мол во соработка заедно со Археолошкиот музеј на Македонија, заедно со Музеот на македонската борба, каде што беа прикажани 5 специфични женски традиционални носи и оваа изложба ја посетија некаде околу 50.000 луѓе во период од една недела, што само покажува колку ние се трудиме и колку вложуваме во секој сегмент од тоа што го работиме. Ви благодарам, многу успешен концерт и ќе се видиме повторно во некоја следна прилика, затоа што треба да си го почитуваме и негуваме своето културно богатство. Благодарам. Така ви благодарам.